Вработените во Еврокомпозит кои веќе втор ден протестираат со шатори пред влада, не се согласуваат со предлогот да го прекинат штрајкот, а компанијата да земе позајмица од Делем и од Мепсо од 6 милиони денари, од кои 3 ќе бидат наменети за линеарна исплата на примањата за вработените, 30% за набавка на репроматеријали, а остатокот пак од парите да биде насочен за тековно одржување на фабриката. Вела дека со тоа ќе им се исплати само една плата, што воопшто нема да го реши нивниот проблем. Нивната понуда беше од страна на вице-премиерот и на премиерот на Република Македонија да не исплатат за 10 дена една минимална плата и да се вратиме на своите работни места, во рок од 3 до 4 месеци да не го решават нашиот проблем со застанатите плати и придонеси. Значи повторно истата лагава. Остануваме тука се до нова понуда, нешто премамливо за веднаш да се решава проблемот. Од владата вела дека ова било само времена мерка до конечно решавање на проблемот, но не прецизираат кога истиот ќе биде решен. При крај е процедурата за правење на анализа на севкупните состојби на компанијата. Во истиот момент кога истата ќе биде подготвена, веќе има, како што најави вице-премиерот Анѓушев, заинтересирани купувачи на Еврокомпозит. Вработените кои останаа во Прилеп денеска го блокираа патот Прилеп Скопје. Обвинуваат дека владата ги лажела веќе со месеци. Проблемот апсолутно не е решен. И продолжуваме понатаму со 10.000, значи за 2 недели па истото ќе биде. Не лажат. Колку да се тара со нас и секој со следено со него само пролонгира 3 месеци и 6 месеци. Еве една година помине, не милиметари на 10 нема мрднат од местото. Штрајкот на Еврокомпозит продолжува и утре пред влада, а протести се најавени и за во Прилеп. Дарко Штарговски за Сидел телевизија.